За нова година во Струмица ќе се украсува само плоштадот, а не и целиот град како досега. Ваков заклучок беше донесено на денешната седница на Советот на општина Струмица по предлог на градоначалникот Костадин Костадинов при расправата за ребаланс на буџетот. Тој предложи да се намалат средствата што се планирани во буџетот за оваа намена и да има минимална новогодишна божикна атмосфера во самиот центар на градот, пред се само заради енергетската криза. За ваквиот заклучок застанаа сите советници кои сметат дека за празниците треба да има колку толку позитивна атмосфера, но од друга страна да има и заштита на енергијата во услови на енергетска криза. Согласно донесениот заклучок, за новогодишно украсување на Струмица ќе бидат издвоени само 400.000 денари или нешто помалку од 7.000 евра, иако во буџетот биле планирани 1.500.000 денари или околу 22.000 евра. Предлогот кој што јас го имав во делот на новогодишно украсување на општина Струмица. Тука станува збори за старата чаршија, тука станува збори со украсување елементи во населените места. Тоа беше предвидено како и секоја година, 1.200.000, 1.500.000 денари. Сме имале години каде што по минатото било и со 3 милиони денари, кога светнало бил украсен цел град. Заради ковид ситуацијата се намалени средствата, лани беа уште помалку. Оваа година само за плоштадот, сепак да изгледа убаво, предвидувам и предлагам 400.000 денари. Од 1.500.000, затоа кажав, 1.100.000 денари покрај тоа кратење кое што веќе го имаме во ЈА, дополнително кратиме уште 1.100.000, 400.000 денари остануваат на јавното предпријатие да изврши набавка за да се случи украсување на плоштадот на централниот дел од општина Струмица. Првиот човек на Струмица очекува и да се намали цената при електронската аукција. Средствата што беа планирани за новогодишно украсување на Струмица, Советот ги пренасочи во проектите од програмата за уредување на градежно земјиште. Лани заради ковид кризата 1 милион денари планирани за украсување беа донирани во Струмичката болница, а за таа намена беа издвоени 700.000 денари, при што струмичката компанија Риверсофт јавно се откажа од половина милион денари кои побара да бидат наменети за хуманитарни цели.